Само 2 нови приклучоци за газ реализирало јавното предпријатие Куманово газ откако е зголемена цената на природниот енергенс. Надлежните од предпријатието посочуваа дека загубата од над 1 милион денари евидентирана во тримесечниот извештај за финансиското работење се должи единствено на повеќе од 3 пати зголемената цена на природниот газ споредбено со цената од 30 денари која што кумановци ја плаќаа изминатите години. Иако предпријатието има набавено доволни количини газ до крајот на годинава, сепак голем број кумановци наместо газ користат алтернативни енергенси за затоплување на домовите. Најголем проблем е цената, која во моментов е 3 пати поголема од некоја реална цена која град Куманово е навикната да користи газ по цена од 30 денари, што беше декември минатата година. Моментална цена за ноември е најавена, фактурата ќе ја добиеме после први е негде околу 105 денари. Имаме најавено намалување за месец декември која ќе биде околу 90 денари. Има намалување на цената со оглед на тоа дека беше 155 денари за месец септември, меѓутоа пак ова цена е висока. Ние правевме анализа потрошувачка на газ, на дрво, на струја, на пелети, една анализа каде што моментално по оваа цена излегува дека ако се загрева едно домаќинство на газ е далеку поскапо од сите други енергенси. Излез од оваа криза не зависи од нас, зависи од надворешна политика и ние се надеваме дека во нареден догледен период цената да падне на некој пак 30-40 денари, како ние би биле рентабилни и би биле конкурентни со другите горива на пазарот. Мислам дека загубата од 1 милион и 200 илјади денари ќе предвиди да ова предпријатие во иднина, бидејќи не испорачува газ од она што го гледаме во извештај дека да, има 2 реализирани приклучоци во оваа време, доведува до една загриженост до сите советници, без разлика дали сме од власт или од опозиција, па сакам чисто да кажам, нема простор за манипулација на јавноста и која е власт, која е опозиција, но сакам да кажам дека ние мора да размислуваме во еден правец и директорот да размислува во еден правец дали да прави некоја физибилити студија за иднината на ова јавно предпријатие. Без разлика на се, во моментот ова не е ликвидно, не остварува никакви приходи, тоа е благодарение на кризата, не е по нивна вина, но мислам дека во иднина ова јавно предпријатие треба да размислува дали ќе оди со некое си јавно-приватно партнерство или едноставно да не биде загубар на општината. Советникот Александар Јовановски праша зошто јавното предпријатие Куманово газ користи надворешен сметководител. Под ставката 449 останати трошоци во износ од 96.668 денари се опфатени трошоци нели за сметководствени услуги, надомести на договор на дело и консултантски услуги. Овие трошоци бележат зголемување од 30% во однос на 2021 година и тогаш биле 74.349 денари. Па ме интересира дали, колку што знам, водите одвоено сметководство, дали овие трошоци, дали знаете дека вие сте должни и обврзани според законот да водите, да имате сметководство во вашето предпријатие. И во делот на приклучоците на комисија рековте дека имате 2 приклучока на физички лица. Ако добро се сеќавам, меѓутоа во делот на извештајот не видов трошоци за изработка на елаборат на приклучоци, бидејќи колку што сум запознаен, постојат при приклучок, при правење на приклучок мора да постои елаборат на кој што трошоци ги покривате вие како предпријатие. Да, ние имаме надворешно сметководство. Тоа сметководство истото што 2006 година од формирање на нашето јавно предпријатие. Како прво, имаме размислувано да вработиме наш сметководител, меѓутоа, со обзир на тоа колкава плата ние можеме да му понудиме на тој сметководител, многу е тешко дали ќе можеме да најдеме да се нафати некој да работи за таа плата, кога секој сметководител може да работи во некое приватно биро собствено и да остварува многу поголем приход отколку некоја плата од 25.000 денари. Елаборат не е наша обврска. Обврска за елаборат, да, се прави, секој приклучок има елаборат, меѓутоа тоа си го прави инвеститорот.
Инвеститорот прави елаборат, оди во проектантско биро, тие му изготвуваат елаборат, со елаборатот доаѓа кај нас, врз основа на тој елаборат ние му правиме приклучок. Меѓутоа, тоа е на трошок на инвеститорот. Јавното предпријатие Куманово газ досега има поставено гасоводна мрежа во должина од 20 на километри во градот, но и понатаму се работи на проширување на мрежата. Во моментот јавното предпријатие има склучено договор со 30 домаќинства и 100 правни субјекти.